Кроткост je, zašto od krotkost je sozdadena. Mudrost je, zašto od mudrost je sozdadena. Milost je, zašto od milost je sozdadena. Tajna je, zašto od tajna je sozdadena. Večnost je, zašto za večnost je sozdadena. Svetlina. Čovjek ne može da izbere kada da se rodi. Se rađa kako mu je sudeno. Ja se rodim vo Štip. Tuka pripadam, tuka mi je korenot. Kada и да оде во светот, тој си беше мој град. Ме навраќаше во моето детство, во мојата младост. Ми даваше сила. Со секое навраќање во него ми се враќаат спомените од пред 10, 20, 30 години. Што сум бил и што сум сега. Се е променето, но и се е некако исто. Како така од секогаш да било. Кога за тоа мислам, како да било пред 200 години. И сите тие луѓе како да ги нема. Но се е тука некаде. Животот тече понатаму.
Жан ми е прва радост на мене у животот. Прва радост. Со Жан многу се радувам. Многу ми слушаше. Многу беше мирен. Многу беше паметен. Оше малиот таков паметен. Оше малечок. Оше тогаја оператор беше. Фане некоја желка и колеа на трапу. А јас сам на полето таму и него го водам. Цел ден со мене на полето. На поле одеме, рис плевехме. И фане некоја желка, интересно му беше да пресече главата и да отвори да види што има унатре, у желката. И на башчата идам и него го водам. Врзвам една ортома, люля се. Ја копам, работам, он се люля со ортомата тамо. Цел ден со сменека. Еден ден дома сме, немаше, улиците не беа направени, право беше така. Земја, се со женските играеше там, женски се беа усокако. Поливат се земја, отот една бесна крава, та караха че со роговето бутна го удидо. Ау, јако видо, а на центару живееме, ја горе на џаму, он доле играе се. И трчам, котот пошчаро со точак, тванаго на точако и однесе го у болница. Ја на чорапи не ми се даде да се обујам. Трчам у болницата да видам дали го е кравата причпорила како го бутна со роговето. Кој до прегледуваше го докторката, не се бои баба Фило, ништо не му е, ништо не му е, ништо не му е. И довидоси го, ништо не му беше. Точак беше, имаше војко му точак, земе со точакот сам беше, бутнали го од точакот, па у болницата го однели. Па трчам у болницата да го видам. Ништо не му е, ништо, он крв малку, така, ништо не му е. Жертва бе за него. Кога стана доктор, не знам да ти кажам каква радост съм имала. Не можам да ти кажам каква радост, голема радост. Много му се радувах. Доктор, да те видам у бел мантилчедо, па да умрам нема да жалам. Ке ме видиш, бабо, у бел мантил. Сакам да те видам у бел мантил. Со кардиохирургијата се сретнав во една далечна западна земја како студент, каде бев на пракса. Тоа остана голема и недостижна импресија. Продолжив со студирањето и хирургијата ме се повеќе привлекуваше. Со добивање на специјализација мислев барем да се бавам со торакална хирургија, бидејќи срцето ми беше недостижно. Заминав во Загреб со таа цел. Но таму од торакална хирургија најчесто работеа кардиохирургија. Тука беше мојата вистинска средба и почеток. Се впуштив во безпошедна работа, учење и пак работа. Ми се промени животот. Сите до тогаш работи кои го интересират секој млад човек ми постанаа неважни, губење на време. Осеќајот на прекраток ден почна да ме оптеретува. Не можев да ги завршам сите предвидени активности што си ги имав планирано. Се наоѓав како во виор
исплетен со желба за усовршување, рутинска работа, визија и стравовите дали ќе успеам сето тоа да го направам. Минуваа месеци и години. Со времето и оптеретеноста стануваше се помала. Работните амбиции растеа, а растеше и вербата во себе. Загреб ми стана тесен. Заминав за Франкфурт. Комплетно нов почеток. Нови докажувања. Огромен напор. Но внатрешниот осеќај ми кажуваше дека успехот е можен. Тоа ми даваше додатна енергија. Промената на здравието во мојата област значи и соочување со смртта. Согледување дека животот може да заврши, дека вистинскиот личен крај може да е многу близу. Нарушување на здравието ја зголемува вредноста на животот. Тогаш луѓето можат да најдат сила да променат многу работи. Со операцијата на срце се вмешуваме во неговата судбина. Помагајќи им ги враќаме во реалноста, во нормалниот живот. И тука е најголемиот мој личен напор, да се помогне вистински, максимално, за секој како за свој. Безпошведно работев и не ја губев вербата и кога изгледаше се безнадежно. Но виорот продолжуваше и визијата за дома. Па така, паралелно и исто така интензивно ги терав подготовките за враќање дома. И тоа се покажа уште потешко од одењето во странство. 2000 година беше мојот личен последен рок. Или ќе успеам да се вратам дома, или ќе станам странец. Припремањето на кардиохирургија кај мене почна уште пред 10 години и со секоја измината година се интензивираше. Последните 2-3 години се беше спремно. Од планови, потреби од техника, материјални исти, познанства и колеги кои ќе ми помогнат. Како јас созреваа и потребите во Македонија за тоа. Доблеста на господин Клюсев го возможи спојот и конкретниот почеток. Почетокот беше како бујица од отпуштена вода. Се одвиваше со огромна брзина и ентузијазам. Пак време на виор, огромни напори и работа со доктори, сестри, инженери, работници. И кога сите уморни ја привршуваа и кардиохирургијата требаше да почне со работа, за мене беше тек сега вистинскиот почеток. И пак истиот виор. Подготовки, припрема до најситни детали, техника, лекови, медицински персонал. Почеток на 1 март 2000 година. Прва бајпас операција во Македонија. 1,5 мм крвен сад кој го снабдува со крв срцето, ако се зачепи, доаѓа до тешки проблеми, се пореметува животот или води во смрт. Тоа секојдневно чувство на близина на смртта ме прави да се заборавам самиот себе. Делото ја прави смислата на животот. Делото за други. Многу важни работи стануваат неважни. Илјадници операции сум направил по светот, но оваа е
прва овде, во оваа сала, со нова опрема, нова екипа и пред очите на целата јавност. Тоа беше мојата најтешка операција. Операција на духовното срце на Македонија. Реализација на една визија. Јас бев сигурен дека тоа, ако сум го илјадници пати правил, ќе го направам и сега, меѓутоа не бев сигурен во една друга работа, а тоа беше техниката. И тука беше мојот најголем внатрешен немир. И до последниот момент кога завршуваше и кога беше веќе се во ред и знаев дека и ќе биде добро, и така испадна, фала на Бога. А нели викат и Господ ги помага храбрите, па тој малку помогне. Мојата визија продолжува. Перспективата на кардиохирургија е огромна. По силата на нештата ќе прерасне во регионален центар. Принципот е максимално медицинско згрижување. Пациенти кои се осудени на брза смрт. Пациенти со кои многу клиники не сакат да се сретнат, бидејќи им ја зголемуваат смртноста. Принципот е на најтешко болните да може да им се помогне. Тој го проучуваме и истражуваме во научните студии. Чудно ми е понекогаш кога слушам некои луѓе како сакат да ја помогнат на Македонија како на цела држава. Се чини тешка и возвишена идеја. Но уште потешко е да се помогне на еден човек, да му се помогне вистински. Чувството дека и нешто е над нас, судбина или Бог, нешто што е посилно од мене, ми помога да бидам таков каков сум и да гледам реално на работите. Животот завршува со смртта, но продолжуваат да живеат оние што направиле вистински дела. Дела кои времето ќе ги потврди, кои се искрени и од срце. Дела направени за други. Ако го нема тоа дело, како да не сме постоеле, како се да било само сон. Јас Македонија ја осеќам како некоја личност, многу силна личност. А ние сите како деца кои нешто правиме, нешто несвесно или полусвесно, нешто инстинктивно. А таа како да се смешка и како да чека да пораснеме. Како всушност и во песните што пееме Мајко Македонија.
Каде и да одев, бев само како привремено, а живеев тука. Сето тоа ме исполнува, ми ја дава смислот на живење. Ме доближува до она да го сватам основниот порив на луѓето кога сакаат да си умрат во родниот крај. И кога сум највисоко, прашинка сум. И кога сум најмоќен, прашинка сум. И кога сум најмудар, прашинка сум. И кога сум возгордеан, прашинка сум. И кога сум восхвалуван, знам, прашинка сум. Или тоа станува.